Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасел и околината, поважни вести од Македонија и за вашето здравје. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радио програма овде во Ньюкасел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Утре, понеделник, 19 јануари, е кршевањето Господово Водици. Службата започнува од 8 сатот сабајлето. После службата се извршува кревање на славскиот колач, потоа се извршуваат богојавленскиот водосвет. На крајот се дават иконите како наши молитвици пред Господа Бога. И на крај, околу 11:30 сатот, се оди на базентите за фрлање на крстот во океанските води. Ова година ќе се оди во Ньюкастел базентите како и лани. Важно соопштение од управата овде од Ньюкастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председателот Саша Стојчевски на 0408 49 0148. Соопштение во врска со ручекот во вторник. Како што знаете, се враќаат овој вторник на 20 јануари, а пензионерите се враќаат четврток на 22 јануари. Нешто друго за ручекот овдека во нашиот македонски културен центар, кој се одржува секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После се дава ручекот. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 11 7602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Нешто за нашиот град Ньюкасел, за се што се случува овдека секој ден. Како и секогаш овде во нашиот македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње домино, трети со играње на шах, а пак останатите гледаат македонски канали со музика и се друго. Исто така во овие сати занимавање послужени се со кафе, чај, бисквити, сето е бесплатно. А сега нешто за празникот Водици. Водици или благојавление. Денот на кој според христијанското предание Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Ѓордан. Се прославува на 19 јануари кај црквите што го користат јулијанскиот календар, вклучувајќи ја и македонската, а на 7 јануар кај црквите што го користат грегоријанскиот календар. Со тоа му се дава значење на кршевањето како една од повеќето свети тајни на христијанството. Кршевањето значи и духовно раѓање, односно почеток на човечкото живење во верата. Затоа кумот се смета за духовен родител на крстениот и најблизок роднина.
Со овој празник завршуваат не само 12 така наречени некрстени денови, туку и циклусот зимски празнувања во кој спаѓаат уште и свеченостите поврзани со Бадник, Божик, Нова година, Василица и слично. Пред христијанското празнување и традиција. Богојавление бил празник на предхристијанскиот бог, давател Дај Бог, кој ги исполнувал желбите на луѓето кои му се обраќале при отворањето на небото. Имено, според верувањето, ноќта спроти празникот, точно на полноќ, на глува доба, се отворало небото и на сите што се будни ќе го дочекале, тој час Бог им ги исполнувал желбите. Според едно предание од Охрид, што го забележал Кузман Шапкаров, некој човек што овој миг го гледал низ прозорецот, сакајќи да има еден осмак пари по погрешка рекол: дај му Господе еден осмак глава, а за чудо на часот главата му пораснала колку еден осмак, па не можел да си ја мрднит назад од пенџерата и му останала надвор од пенџерето, а тој како закоан на неа. Тој час како што се верува и водите престанувале да течат за миг и биле многу лековити. Од таа вода да се налеело можело да се лекуваат разни болести. Ако пак не се налеела во тој миг, водата можела таква да се направи откако ќе се освети покрсти по специјален обред што го изведува свештеникот. Водици се празнуваат 2 дена. Првиот ден е 19 јануари, освен Богојавление и водици, уште се вика и машки водици, а вториот ден 20 јануари, собир на Свети Јован Крстител, уште се вика женски водици. Како што забележувал Кузман Шапкаров, во минатото во Скопје бил познат обичајот капење на младоженците. Првиот ден од празникот ги бањале зетовците и машките деца, првенци, а вториот ден невестите и женските деца, исто така првенци. Овој обичај се воведувал на тој начин што ги носеле на реката Вардар, а таму попот по специјален обред ги покрстувал со пејана светена вода. Познато е дека на првиот ден од празникот по Коледица имат само мажите, а вториот ден само жените. Денес традиционално во Македонија во речиси сите населени места свештениците го фрлат ритуалниот крст во некоја поголема вода, река, езеро или базен, а луѓето скокаат во водата и се обидуваат да го фатат крстот. Се смета дека на тој ден сите води се крстени и исто така оној што ќе го најде крстот ќе биде среќен во следната година. Овој ритуал го символизира влегувањето на Христос во реката Јордан. Во библиската Палестина на реката Јордан се слушал гласот на пророкот Свети Јован Крстител, кој ги повикува луѓето да се покајат за своите гревови и да ги примат крштените. Ги крштава луѓето од Ерусалим и од цела Јудеја. И Господ Исус Христос доаѓа при Јована на Јорданските води. Тој ја позна величината на Христовата божествена природа и затоа зборува: еве го јагнето Божјо, кој ги зеде гревовите на светот без себе, врз себе. Тој го крштава Христова во реката Џордан. Со тоа Христос го потопи прароделскиот грев и гревовите на сите луѓе од постојањето на светот. Штом се крстил, излегол од реката, му се отвориле небесата и Духот Божји во телесен вид, како гулаб, се спуштил над него. Глас од небесната говорел: овој е мојот возљубен син, кој е по мојата волја. Гласот на Отецот е упатен кон неговиот син, но поради него ги повикувал сите луѓе од светот да станат синови и ќерки Божји. Именден слават. Дел од имињата кои празнуваат именден се: Богдан, значи даден од Бога; Богдана, Бојан, Богомил, значи мил на Бога; Јордан, Данчо, Јорданка, Данка, Даница, Јован, Јованка и Јовица.
trop, trop, otvori domakine, pesnička ti pejme, srce da ti zgreme. Stara nova godina, njih je isprati me, neka vleze novata, otvori ih bratite. Sopračka kje te udrime, velat zdravje nosi, perik je dvokukjata, ti nosat mali gosti. Perik je dvokukjata, ti nosat mali gosti. Doma štom se vratim je, mama ruček dava, vomazniče to pariče, se koji od nas bara. Sreća da ni nosi, zdravlje da ne služi, radost cela godina, nas se kade da kruži. Sreća da ni nosi, zdravlje da ne služi, radost cela godina, nas se kade da kruži. Trop, 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 otvori domakine. Čup, čup, ko ide, Sveti Vasilije, otka ide, što nosi zdravlje i velike od Gospodara.
Krstot ke se tvara, za Hristo kršten je, Gospodin. Народе македонски, ти порти отвори, за крстот да ни дојди, наш дом да освети, Господи. Se slavi se što je izjazgo i ohri sve što ima se makedonsko, Gospodin. Neka razabere
naša, sveta je da si Makedonec. Godina projde nova i božićni praznici, Sveti Jovan nared ide, naredi dat vodici. Što godina projde nova i božićni praznici, Sveti Jovan nared ide, naredi dat vodici. Vodici, vodici, januar 19. Kaj da si, pojden ti, toga selo dojdi si. Umor će pomine, kuća da blagoslovi. Prekrsti se, pomoli se, za zdravlje i sretni dni. Godina projde nova, Badnikova večera, Vodici se slava bliži, za mene najvesela. Što godina projde nova, Badnik i Vasilica, Vodici se slava bliži, za mene najvesela. Vodici, vodici, januar 19. Kaj da si, pojden ti, toga selo dojdi si. Kumot će pomine, kuća da blagoslovi. Prekrsti se, pomoli se, za zdravlje i sretni dni. Ajde, kume, dobra dojde, na pomoć da nije Svetijom. Za mnogo godini do majčine, kaj što vrvi česen krst,
чесно и беричетно да биде. Колку капки, толку дари беричет. Што посееш да пожнееш, што посадиш да собереш, што е женско да somажи, што е машко да сожени. Стари ерген да намниса, стара мома да кандиса, стара мајка да дочека, до година со сна гости да пречека. Леле, куме, тој да ви те баца да си ви жив и здрав. Јануар 19. Кај да си, појден ти, тогаш село дојди си. Кумот ќе помине, куќа да благослови. Прекрсти се, помоли се, за здравје и среќни дни.
pesmi se pejat, vino i mrakija, pijat se vesela.
сега, почитувани слушатели, да ги проследиме уште еднаш соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Утре, понеделник 19 јануари, е крштевањето Господово Водици. Службата започнува од 8 сатот. После службата се извршува кревање на славскиот колач, потоа се извршува богојавленскиот водосвет и на крајот се даваат иконите како наши молитвици пред Господа Бога. И на крај, околу 11:30 часот се оди за фрлање на крстот во океанските води. Ова година ќе се оди во Њукастел базентите како и лани. Уште едно важно соопштение од управата овдека во Њукастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски. Овде во нашата православна црква Пресвета Богородица. За повеќе информации околу ова, јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Да проследиме нешто и за Водици. Зошто славиме Водици и кој празнува именден денеска? Во христијанската религија кумот се смета за духовен родител на крштениот и негов најблизок роднина. Водици или Богојавление е денот во кој Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан, според христијанското предание. Со овој голем празник се заокружуваат 12 така наречени некрстени денови, како и циклусот на зимски празници, поврзани со Бадник, Божик, Нова година, Василица. Водици по правило се празнуваат 2 дена. Првиот ден е 19 јануар, кој покрај Богојавление уште се нарекува и Бојордание и машки водици. Вториот е пак следниот 20 јануари, наречен женски водици. На првиот ден од празникот во коледица одат само мажите, а вториот ден само жените. Традиционално во Македонија во многу населени места свештениците го фрлат крстот во некоја поголема вода, базен, река, езеро, а луѓето скокат во водата во обид да го фатат крстот. Се верува дека оној што ќе успее да го фати крстот ќе биде стреќен во текот на целата година. Водици е ден кога водите стануваат лековити. Православните христијани денеска слават Богојавление, односно меѓу народот познат како Водици. Именден празнуваат Богдан, значи даден од Бога, Богдана, Божана, Бојан, Бонка, Богомил, значи мил на Бога, Јордан, Данчо, Јорданка, Данка, Даница, Дарин, Јован, Јованка, Јанко, Јонка и Јоана. Празникот Водици, Богојавление, народот го празнуваат како еден од најголемите христијански празници. Овој свет ритуал го символизира влегувањето на Синот Божи во реката Јордан. Според преданието, Водици е денот кога водите стануваат лековити. Токму затоа многумина си земат од испеаната светена вода за дома или пак му приоѓат на патот да го попрскат со истата за стреќа, здравје и берекет. Нека ни е честит еден од најголемите и најубавите христијански празници. А сега нешто и за здравјето. 3 најлоши видови појадок кои треба да ги избегнувате. Појадокот би требало да биде вашиот најздрав оброк, па би требало да смислите јадење кое ќе ви пружи доволно хранливи материи, витамини и минерали, кои ќе го покренат вашето тело и ќе ви дадат енергија. Овошни напитоци. Иако може да ви се чини дека овошните смути и јогурти се идеален оброк за почеток на денот, вистина е многу различна. Соковите, јогуртот и смутите напитоци најчесто содржат огромна доза на шеќер и едативи. Точно е дека ќе ви освежат и ќе ви дадат моментална енергија, но таа брзо ќе исчезне. Наместо јогурт и смути, советуваме да одберете сурово овошје кое може да се јаде заедно со житарици. Ова е одличен избор за јадење и за лицата кои се на диетатски режим. За исхрана зашто ќе му дадете на својот организам билни влакна. Пецивото обично е избор за доручек. И колку и да ни се чини како едноставно решение кој ќе не заштити на почетокот на деноите, имајте предвид дека не е најздраво. Поголемиот дел од
Пекарските производи содржат огромна количина адитиви, сол и шеќер. Освен тоа, тие се многу сиромашни со нутративни вредности кои се важни за нормално функционирање на организмот. Ако сакате пecivo, тогаш најдобро е да ги одберете оние кои се направени од целосни житарици. Житарски доручек. Мрсната, тешка и калорична храна никако не е на списокот на најздравите појадоци, туку советуваме што е можно побрзо да ги сврлете, например јајцата со сланина, бел леп или салама во сендвич. Житарскиот доручек може да ви дозволат само луѓе кои работат физички тешка работа, зашто кај другите големите количини масти се ќе завршат во облик на масно ткиво. Освен тоа, вашиот организам нема да ги добие потребните витамини и минерали. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма. И на сите ви пожелувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден.